Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е преку имплементација на меѓународниот стандард за здравје и безбедност при работа до поголема ефикасност на компаниите. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори нашата колешка Емилија Тодоровска, координатор за квалитет во Стопанската комора на Македонија, а имаме и гостин од компанијата Вучим, кој што е господин Петре Спасов, кој е координатор за квалитет и здравје и безбедност при работа, лиценцирано стручно лице за безбедност при работа. Емилија, повели. Благодаря. Во времето на глобализацијата, брзата и напредна технологија, а со тоа изголемена конкурентност на компаниите, не им е битно да бидат само профитабилни, туку да го спостават еден систем на внатрешна контрола за покривање и превенирање на ризиците поврзани со здравје и безбедност при работа, квалитетот во организацијска смисла генерално, животната средина, енергетската ефикасност и слично. Секоја компанија треба да биде максимално одговорна за здравјето и безбедноста на своите вработени и за сите оние заинтересирани страни засегнати од нејзините процеси. Тие треба да работат етички и во согласно со законот која покрива таа регулатива, односно проблематика. Имено, статистичките податоци говорат дека до 2030 година ќе се отворат нови 40 милиони работни места, што значи намалувањето на процентот на инциденти предизвикани од повреди при работа секако ќе биде значајно. Но во секој случај тоа од своја страна повлекува примена на најдобри практики, односно воспоставување на стандард кој во основа го има подобрувањето на здравјето и безбедноста на вработените, а со тоа покажува водење на етичко бизнис однесување. Овие трендови условија развој на еден признат стандард како референтна точка за управувањето со ризиците при работа, промовирање на една јасна комуникација за заеднички прашања и промовирање на тие најдобри практики кои во основа ги имаат принципите на меѓународниот пазар. Самата аспирација на меѓународната организација за стандарди ИСО, со давање на името ИСО, потврдува поголем кредибилитет и поширока примена на овој стандард. Имено станува збор за стандардот ISO 45001, стандард кој што го објави ова организација во јули годинава и кој произлегува всушност од стариот британски стандард, така наречен OHSAS 18001. Тој во основа помага на компаниите да го воспостават, да го одржат, да го подобрат здравјето и безбедноста при работа на своите вработени и представува една фактички рамка за системско управување со ризиците при работа, односно спречување на смртни случаеви, повреди при работа, лошо здравје предизвикани од дејноста, од природата на работа и со тоа фактички овозможува создавање на една безбедна работна средина. Имено, ISO 45001 помага да се континуирано унапреди компанијата, односно подобри нејзината ефикасност преку правилно водење на овој систем за здравје и безбедност при работа, кој се базира на следните принципи. Пред се, создавање на една здрава и безбедна работна средина, потоа исполнување на сите законски и други барања, контрола на тие ризици при работа и тоа од хиерархиски аспект и секако максимално учество на вработените и сите заинтересирани страни во овој систем. Меѓутоа, успешноста на водењето и управувањето на овој систем, согласно стандардот ISO 45001, во голема мера зависи пред се од раководните лица, односно така наречени лидери, од нивната посветеност, од поставувањето на позитивна здравствена и безбедносна култура во самата компанија, од јасната идентификација на опасностите и ризиците при работа, од максималното учество и партиципација на вработените, значи репрезентативното нивно учество, од обезбедување на политики за здравје и безбедност кои се синхронизирани со стратешките цели на компанијата и од континуираното оценување на овој систем преку внатрешните контроли, интерните проверки, кои во голема мера го подобруваат ефикасноста на компанијата, а со тоа и нејзината продуктивност и профитабилност. ISO 45000 дефинитивно се однесува и на компании со мало или ниско ниво на ризик на собствените оперативни активности, како и на оние кои што имаат операции кои се високоризични, но секако во секој случај е многу битен и помага да се интегрираат сите оние стандарди
кои што се добро познати, а тоа е ISO 9001, ISO 14001 и ова е еден апел до компаниите да не се плашат, да го интегрираат и овој стандард со веќе постоечките стандарди, затоа што тоа носи своји бенефиции, односно намалување на ризици, изголемување на профитабилноста, хармонизирање и оптимизација на работните практики, елиминирање на спротивставени одговорности и односи, формализирање на неформални системи, креирање на конзистентност, подобрување на комуникација, олеснување на обуки, подигање на свесноста на вработените и слично. Секако дека постојат купна бенефиции или придобивки од имплементирање на овој стандард, јас би навела неколку, тоа е глобализацијата. ISO 45001 е признат и препознатлив стандард интернационално и со самата имплементација ја става компанијата во елитната група на компании. Потоа создавање на најдобри практики, создавање на безбедна здрава и безбедна работна средина, подобрување на ефикасноста со самото намалување на стапката на несреќи и повреди се зголемува нивото на ефикасноста на внатрешните операции, подобрување на бизнис перформансите, професионалното управување со здравје и безбедноста при работа доведува до намалување на болести и повреди на работно место, идентификација на опасности и ризици кои ќе се јасно оценуваат и реоценуваат, следење и мониторинг, односно поставување на клучни параметри во мерењето на ниво на перформансите на овој систем, потенцирање на промени, односно бегање од фразата откривање на проблеми, а потикнување на режимот на превенција, што значи поголема ефикасност, а преку тоа и мотивирање и вреднување на вработените, и постојано подобрување, односно потикнување, континуирано подобрување преку концептот нула несреќи. Реков дека овој стандард произлегува од британскиот ОХСАС 18001, кој се повлекува со самата објава на истиот, а сите оние компании кои се сертифицирани по ОХСАС 18001 имаат период за транзиција од околу 3 години, значи веќе во 2020 година се напушта тој стар стандард и се оди на имплементацијата на овој ISO 45001, што не значи дека сега не може да почне. За жал, во Македонија има мал број на компании кои се сертифицирани по ОХСАС 18001, а уште помал е бројот на оние кои отпочнаа со имплементирање на ISO 45001 поради неговата објава во јули 2018, но ова е момент на повик и анимирање на компаниите со нагласување на потребата од овој стандард поради фактот што стануваме се поистрајни во настојувањата да бидеме членка на Европската Унија, а таа пак добро знаеме дека без преседан почитувањето и примената на стандардите секогаш ги става на прво место. Толку за стандардот ISO 45001, јас би сакала сега да го дадам зборот на господинот Петре Спасов, тој е координатор за квалитет, здравје и безбедност при работа, лиценцирано лице за безбедност при работа од рудникот Бучин, кој што многу успешно ги имплементираше и сертифицираше стандардите ISO 9001 и 14001, а сега е во фаза на имплементација на овој ISO 45001. Од апликативна гледна точка, Петре ќе ви каже повеќе за овој стандард. Благодарам. Најнапред фала на повикот од страна на Стопанската комора за учество на оваа пресконференција. Од голема корист, исто така поздрав до медиумите. Како представник од Бучим, рудник Бучим, значи можам да напоменам дека ние како компанија работиме со над 650 вработени лица во самата фирма и со тоа што работното време се организира, значи 24 часа без прекината работа. За таа цел и подобрување, значи, на работните места, условите за работа на самите вработени, пристапивме кон покрај почитувањето на законската регулатива. Наша цел и политика на фирмата е и имплементација на меѓународните стандарди кои потекнуваат од ISO, значи групацијата. Со тоа што сакам да напоменам дека покрај имплементираните стандардот за квалитет 9001 и за животна средина 14001, сега сме моментално во фаза на имплементација на, како што спомна Емилија, новиот стандард ISO 45001 кој се однесува за здравје и безбедност при работа. Имплементацијата ни започна негде во месец септември. Со таа цел моментално ги ускладуваме сите процедури и барање од стандардот и се надеваме дека во почетокот на 2019 година ќе се сертифицираме по истиот.
Тоа што можам практично да кажам дека максималното, значи, обезбедување на безбедни и здрави работни места е нормално одлука на самото раководство и на компаниите кои се бават со производство без разлика на дејноста која застапуваат. Ние како рударство може да бидеме сведоци дека пред се е дејност каде што максималното посветеност за водење грижа на самите вработени е од голема важност. Сега е период каде што и да се даде добри работници и тоа кака тешка работа, па затоа пристапивме и кон тоа да подобрување на местата за работа и обезбедување на максимално здравје на нашите вработени. Со тоа што со имплементација на меѓународниот стандард докажуваме и на тоа дека максималната грижа за вработените е во голема корист на една компанија. Како што кажав, значи, у склад на сите процедури и барење од стандардот кој моментално работиме, таа имплементација негде би завршила месец декември, јануари 2019 година, очекуваме да бидеме и сертифицирани. Немам што повеќе да кажам, значи, за стандардот, само да напомнам дека сите компании што мислат дека треба да работат на подобрување на здравјето и безбедноста на работниците, да го имплементират.